Како можеш дигитално да читаш? Тоа беше поставеното прашање. Да. Мирисот на хартијата е. Така, и додека не ја почувствуваш клучниот хартијата помеѓу прстите, нема поубаво чувство. Која последна книга си ја Кажи им прочитал? го тоа на новите генерации. Која последна книга си ја прочитал, речи, и кога беше тоа? 11 прстени, душата на успехот од Фил Џексон. Кога? Скоро. Многу скоро. Скоро е. Па скоро е, Широко. например, во последната година, половина година. Добро. и така Скоро натаму. е. Сега да направиме дистинкција. Што Последниот значи читање месец. на книга? Дали тоа треба да биде белетристика или може да биде и стручна литература? Секој по свој вкус. Дали Што му е најдобро на душата? дали читањето од стручни вебсајтови се смета како читање на книга? Епа ќе прашаме. Ќе го прашаме директорот на Национална универзитетска библиотека Свети Климент Охридски и Јовица Ничевски, тој е нашиот Никчевски, се извинам, тој е нашиот нашиот гостин денеска. Добро утро официјално. Добро утро. Што се смета за читање? Па, видете Која литература? Сега е модерно веќе се да се чита. Значи и од дигитални објекти, и од хартиени објекти. Ние веќе како библиотека почнуваме апсолутно со модернизација и читањето не значи само хартиена книга. Значи се повеќе влегува во модел на онлайн читање, односно дигитални објекти, дигитализација и ние како библиотека се насочуваме кон тие модерни предизвици. Мора да одговорите веројатно и за помладата генерација, но се согласувате дека ништо не го заменува чувството на хартијата, на мирисот. За мене лично да. За мене Исто, лично исто, да. Така исто. Да. Тука сме некаде во по одминатите години, Така, нели, од животот така. ќе кажеме и сме го почувствувале моментот на хартијата, меѓутоа не смееме да се противиме на прогресот. Тој што се противи осуден Така, на неуспех веднаш. Апсолутно, ние мора да се носиме со модерните предизвици, мора да прифатиме таа реална побарувачка од нашите корисници. Во таа насока ние се трудиме да дигитализираме што повеќе, да имаме достапни онлайн книги. Сега тука се судруваме нормално, нели, кога веќе правиме нешто да е достапно онлайн, се судруваме и со авторски права. Меѓутоа, секако мора да се носиме со модерните предизвици. Хартиената форма секако останува за нас највредната работа како национална библиотека. Па и богатство е на еден народ, на една Апсолутно. историја, на една генерација во светски рамки. Апсолутно. Што е постара, уште да. поубава. Како вие како национална библиотека го доживувате прво денешниот ден, светскиот ден на книгата и како ќе го одбележите? Видете, ние како чувар на пишаниот збор, како чувар на книгата, за нас е ова голем празник. И ние сме уште од самиот почеток вклучени во одбележување на овој празник и како што кажавте претходно, сме биле координатор од самиот почеток на одбележување на овој празник, па и до ден денес на целата територија на Република Македонија. Значи, оваа година имаме некои јубилејни 30 години, бидејќи од 1995 година УНЕСКО го прогласува 23 април за Светски ден на книгата и на авторското право. Тој ден е врзан со денот на розите, бидејќи самиот ден влече некоја традиција од 1923 година од Шпанија, така да не случајно го прославуваме ние по некој традиционален каталонски обичај, односно книга и роза за секој наш посетител. Колку е важна улогата на библиотеките? Споменавме дека се дигитализирате како институција, она што Мора да одговорите на предизвикот. она што е достапно треба да биде достапно во сите форми современи. Колку е важна улогата на библиотеките во денешната современа ера? Дигитална ера. Така, апсолутно. Значи, библиотеките во моментов, во овој период имаат многу тешка задача. Односно, треба да го задржат традиционалното, меѓутоа и да се модернизираат. На што мислам? Значи, ние како национална библиотека, ние сме чувар и на културното наследство, односно на целата пишана продукција на Република Македонија. Тоа уште се согледува со одлука на АСНОМ во 45-та година, каде што се донесува заповед со кој се кажува дека се што се печати, копира, литографира во Република Македонија треба бесплатно да се достави во Народната библиотека тогаш во Скопје, во 3 примерока. Значи, и сето тоа кај нас останува, значи ние сите тие примероци ги имаме. Имаме архивски примерок кој што е задолжителен примерок и ден денес се што се печати се доставува во националната денес веќе библиотека. Меѓутоа, ние секако мора да се модернизираме. Значи, традиционалното останува, модерното мора да го унапредуваме. Така да има клучна улога. Значи, националните библиотеки посебно имаат улога, да кажам, условно под зачувување на идентитетот на една држава. Вие ако немате национална библиотека, вие немате идентитет. Во нашата национална библиотека ние имаме ракописи од 13 век, словенски ракописи. Особено нашата има, така, ќе кажеме, благородна и неблагодарна во денешно време улога. Апсолутно.
со какви предизвици освен овој се соочува библиотеката, книжниот фонд, дали е доволен, дали соработувате со меѓународен фактор, странски библиотеки, дали разменувате книги, искуства, се посетувате ли со другите институции? Абсолютно. Да видите како тие работат, да видат како вие работите, како функционира националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски? Видете, ние како национална библиотека и како и сите институции во држава се соочуваме со реално голем број на проблеми, бидејќи долги години во институциите нема никакви инвестиции направено. Мислам, тоа е сето општо познато на јавноста, ние сме имале проблеми со протекување на кров, со депоа, со влага, значи тоа е поразително за една институција која што чува културно наследство. Сега ги надминуваме сите тие проблеми, значи состојбата со книжниот фонд ние негде над 3 милиони библиотечни единици, од кои над милион се дигитализирани веќе. Во однос на соработката со меѓународната соработка, ние имаме одлична меѓународна соработка, посебно во делот со националните библиотеки, зборам националните библиотеки од целиот регион, значи со Српската народна библиотека, Бугарската национална библиотека, Словенската, дури имаме меморандуми за соработка со Француската национална библиотека, соработуваме и заедно правиме проекти од областа на заштитата на културното наследство, со Унгарската национална библиотека, со Италијанската национална библиотека. Оваа година имаме во најава, негде крајот на септември месец ќе организираме една меѓународна конференција за заштита на културно наследство, на која што ќе имаме учество, веќе имаме најавено учество од над 15 експерти од Западна Европа. Запишано во календарот, септември ве очекуваме повторно. До тогаш сигурно ќе се видиме на уште така теми. Од тој аспект, од аспект на меѓународна соработка, можам да кажам дека имаме одлична соработка, меѓу која соработка имаме и размената на библиотечен фонд. Имаме земји соработнички, библиотеки со кои по одредена динамика ние правиме размена на библиотечен материјал. Ве следев внимателно во делот, во еден дел кажавте дека сте се соочувале и со прогиснување на кровот и така натаму, и со ред други неубави ситуации, но автентичниот изглед на библиотеката, мене ми е еден преубав период кога студирав, најубаво се учеше во библиотеката, тоа го памтам и најубавите дружби беа кај вас. Како е денеска? Како живее денеска библиотеката? Дали се размислувате можеби да се задржи тој автентичен изглед, но сепак да се одговори на модерниот предизвик во делот на материјали, сепак мора да се одржи објектот? Така, апсолутно. Значи тука се надополнуваме на она што ме прашавте и што ви кажав помеѓу традицијата и модерното. Бидејќи библиотеката за некоја среќа во моментов има два објекта, односно две згради кои функционираат како една целина. Односно, од тие двете згради, првата зграда, постарата, е пуштена во употреба 72 година, двете згради се на Муличковски дело и се прогласени културно наследство. Значи, старата зграда од 72 година, ние воопшто не смееме ништо да менуваме на нејзе. И останува да го задржиме тој автентичен стил. Веќе имаме некаква најава за инвестиција за репарација и реставрација на фасадата на стариот дел. Тоа значи поправка, апсолутно задржување на истиот стил, без никакво менување. А имаме голема среќа што имаме нова зграда пуштена во 2009 година како центар за дигитализација која што представува модерен дел. Така да сме некаков убав склоп помеѓу традиционалното и модерното во оваа држава во библиотечен аспект. А како е денеска? Се собираат ли студентите во библиотеката? Се уште ги имали тие исти дружби, тишина кога се учи, но џагор надвор пред библиотеката кога е време за пауза? Така, апсолутно. Значи, короната ни направи ненадомеслива штета во однос на корисници, меѓутоа веќе ги враќаме корисниците, ги враќаме назад со одредени настани и со наше модернизирање. Значи, ние мора да го пратиме текот и побарувањата на корисниците. Не можеме да останеме на истите услови од 90-тите години и да очекуваме дека ќе ни дојдат сега студенти или, не знам, научно-истражувачки работници. Во однос на тоа, јас сум задоволен колку имаме студенти во моментот. Секогаш правиме напори за да биде тоа подобро. Меѓутоа, имаме супер функционалност, библиотеката е место во кое што реално се учи, меѓутоа и место во кое што се дружат. Ние имаме ситуација и библиотеката во 3 наврати беше простор за фотосесија, односно за свадбени фотосесии, многу интересна работа на студенти кои што се запознале тука
и потоа стигнала до брак ситуацијата, односно приказната. Така да има некои позитивни работи од аспекти на дружба, не е само учењето во библиотеката. Да, кукува приказна. Еве нешто што не знаеме што се случува кај вас. Да, ви благодариме. Благодариме што ни бевте денеска гостин, што издвоивте време. Верувам дека денеска ќе биде малку подинамичен денот и се разбира доволни причини. Веќе во септември договоривме да се видиме повторно. Ви благодарам и на вас за интересот. Ве поканувам да дојдете на нашиот настан, заедно да го одбележиме овој светски ден на книгата. Во иста емисија сме и Македонската телевизија и национален медиум, така што тука сме некаде. Треба да бидеме соиграчи во тимот Македонија. Благодариме многу.